molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebese i slovo Božjo mi isprati. Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebese. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese. I milost Božja me obleja, miro svoj niko daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isus. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carството Tvoje, da биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Татко мој, во името на Твојот син Исус, Ти благодарам и денеска за Твојата милост, за Твојата љубов, за Твојата сила. Ти благодарам што ми даде дар на вера да верувам во Тебе, Исусе, дека си мој Господ и Спасител. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Те молам ова слово да биде со власт и сила, да ги допре сите оние кои се жедни за Твојата љубов, да уриват тврдини во човечкиот ум и човечкото срце, завладеани од сатанат и демоните, и да ги допре чистите по срце, за да Те видат, Господе Исусе Христе, во секого од нас, и да разберат дека Ти си главата, една е заедницата, се е од Него и за Него создадено, како што пишува во Светото Писмо, дека сме ние делови еден на друг, и дека се што треба да научиме на оваа земја, на која сме паднати ангели, гревовна природа по Адам, непослушност кон Бог, да научиме да љубиме. Зашто другото го знаеме и тоа другото е внатре во нас, а тоа е спротивставеност на Бог. Бог е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Продолжуваме со озвучување на делови од Светото Писмо. Прво Коринтијаните, апостол Павле, послание до Коринтијаните на Македонскиот полуостров. Толку беше Бог милостив, го испрати апостол Павле во Македонија, после гревовите што Антиох Епифан ги направи врз евреите, и веднаш им прати Спасител, го прати апостолот Павле, апостол на незнабожците, од кога е повеќе од половина вдахнат во дух новиот завет. Значи прво Коринтијаните, до вас Коринтијаните,
до републиканите, до безимените македонци, кои денеска сатаната сака да ги распне затоа што не го повикуваат него, туку се надеваат на човечка сила и затоа што се завладеани од сребролюбие и му служат на мамона. 10 глава 1 Коринтијаните, браќа, не сакам да не знаете. Господ не сака да не знаеме. Не сакам да не знаете дека вашите татковци поминаа под облак. Тој зборува за евреите. Евреи не значи категорија на народ кој има завет со Бог, кој ги изведе од робството во Египет, поминаа под облакот, преку морето поминаа, метафорично зборува и за потопот, кога го потопи грешниот свет, и потоа со виножито направи завет дека нема да има веќе потоп, дека следното ќе биде огнено езеро. Односно, Бог е оган кој изгорува, огнено крштевање, и човекот ќе помине низ оган и неговите дела. Значи, сите наши татковци беа под облак и сите минаа преку морето. Сите во Мојсеј се крстеа. Сите. И сите во облакот и во морето, и сите јадеа иста духовна храна. Сетне како и денеска, христијаните имаат една духовна храна, Библијата е координирана, средена, редактирана. Воглавно има разлики во препевите, во толкувањата. Сите јадеа иста духовна храна, а сепак се поделени. Сите пиеа исто духовно пиење. Реки од жива вода што ќе потечат од вашата утроба ако ви останете во моето слово и го возлюбите. Зашто пиеа од духовната карпа што ги придружуваше, а таа карпа беше Христос. Значи, ние зборуваме за евреи во Израел, во Египет со Мојсеј, и тука зборува дека Христос е карпата. Значи, тогаш бил Христос карпата, и добро пишува во Библијата дека Исус е предзначен уште пред создавањето на светот. Значи, тој е изнедрен од дух и ние што не можеме да разбереме, не треба да го објаснуваме со човечки ум. Значи, иста храна, иста духовна карпа, но повеќето од нив не беа по волјата Божја, исто како и денес во поделените цркви го поделиле Исус. Тоа е сатанска стратегија. И дури во Македонија, покрај сите проблеми што се случуваат во оваа земја, обезличување на поимот човек, на името кој не го дал Бог, не се собраа заедно ниту еден ден православните, католиците, протестантите и другите да се молат. Тоа покажува дека колкава е поделбата. Но повеќето од нив не беа, повеќето од нив, за нив зборувам, не беа по волјата Божја, затоа загинаа во пустината. Пустината е се во ова што каде што сте денеска, тоа е пустина. Ретко ќе најдеш човек оаза на љубов. Ние зборуваме не за телесно, за духовно состојба, а тоа беа примери за нас дека загинаа во пустината, за да не бидеме похотливи по злото. Похотливи по злото. Злото е присутно во нас. Нема потреба некој да ви учи да мразите, да крадете, да завидувате. Тоа е внатре во вас. Тешко ви е да научите да љубите. Не бидете ниту идолослужители. Значи, похотливост кон злото, си ја бараш своето, а не она на Исуса Христа. Идолослужители, тоа е се. Идолопоклонство кон својот ум, идолопоклонство кон својата памет, идолопоклонство кон својата татковина, идолопоклонство кон партијата на власт која краде, а ти ја поддржуваш, идолопоклонство кон директори, луѓе, пејачи, музичари, идолопоклонство кон светци кои не можат ништо да направат, бидејќи дрвото, резбата, сликата. Зарем таа ќе ви помогне, светецот ќе ви помогне, која прима силата од Исус, кога можете на Исус да му се обратите. И така натаму народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. Оти славата и силата се негови, како што вика во молитвата Исус, и да не блудничиме како некој од нив што блудничеа. Некои мислат за сексуално блудничење, за пиење, за јадење. Не. Блудничење е ако мислиш, веруваш дека Исус пееш, Христос воскресна од мртвите, го проповедаш Исус, а не го почитуваш законот, заповедта љуби го својот ближен како самиот себе си. Тоа е блудничење. Тоа се однесува и на верници, не на неверници. Вие знаете колку напади има меѓу црквите во поделбите, и тоа е блудничење. И тие се блудници, црква блудници, има еден израз, еден интересен проповедник, пастор од Пула. Црква блудница, Осана, црква блудница.
Значи, како некој што блудниче во еден ден загинаа 23.000. Видете, смртта не постои, но суштински вие одите во нов циклус, во гибел. И да не го искушуваме Христос како што некој од нив го искушува и загина од змии. Израелците излегоа од Египет и почнаа да му мрморат на Мојсей. Зошто не доведе овде? Штубаво ни беше во робство кај фараонот, имавме да јадеме и да пиеме, неќеме да јадеме мана, неќеме да патуваме. Можеа за неколку дена да стигнат до ветената земја, останаа таму 40 години. 400 години, 500 години под Турско. И битката продолжува. Македонија треба да го повика Исус ако сака да врви напред. Не мрморете како што некој од нив замрмореа, па загина од истребителот. Во Библијата добро пишува: во зборовите давам живот и смрт, тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам. Луѓето мрморат на владата, на судбината, мрморат и тоа им се случува. Негаторски зборувате за собствената земја, не бива, не сме вакви, не сме она. А јас ви велам дека Бог не запишал. Ни дал се што е потребно. Се сум ти дал. Тој ви вели: се мое е твое. Потребно е да го повикате Исус. Исус не може да ве спаси, никаква Богородица. Вие зборувате за земна логика, ние зборуваме за Исус, Синот Божи, кој е запишан во Светото Писмо. Не мрморете како што некој од нив замрмореа, па загина од истребителот. Само со жалување, мрморење, негодување прикажува токму тоа ќе го добиете. Сето тоа ним им се случуваше на нашите татковци, на вашите татковци, македонци мои. А запишано ни е нам за опомена да научиме. Ние не можеме да научиме. Нам за опомена до кој стигна ова во крајот на вековите. Крајот на вековите, крајот на светот. Ние можеме да видиме во Македонија каков е крајот на светот. Ние сме земја која е поделена и не знам колку години, 200 години непрекинато има војни. Од една страна албанците убивале македонци, грците убивале македонци, бугарите убивале македонци, србите. Сега дојдоа европејците и НАТО. И денеска, наместо ние да кажеме за тоа, ние не смееме да зборуваме за тоа, треба да им простиме, што е човечки, но од друга страна сака да го смениме своето име, да го смениме својот јазик, да наметнеме друг јазик. Верска религија која не е, овде пишува дека треба во Македонија да се шири светот Евангелие, тоа е заповед. Од 4 саатот на разглас, на ниско-среднотонски разглас, среднофреквентен, се шири друга религија. Јас немам ништо против нив, но во 4 часа за бајре тоа е нарушување на јавниот ред и мир. Имаме проблем на поделба на територија, на поимот човек да се откажеме од тоа што сме. Некој ќе земе пари, за тоа ќе ве продаде за 30 сребреници, а потоа вие ќе одите во гибел и проклество. Значи, сето ова се случуваше како пример, беше запишано нам за опомена до кој стигна на крајот на вековите. Затоа кој мисли дека стои, кој мисли дека стои, нека гледа да не падне. Нека гледа да не падне. Друго искушение вас не ве зафати и не ве зафаќа освен човечкото. Значи, вие сте луѓе, гревовна природа, си ги сакате своите похоти, гордоста на животот, похотта на телото, желбата на очите. Тоа е тоа што ве одвлекува од Бог. Не сте дојдени овде да уживате, да си ја полните душата. Единствена причина зашто сте родени на земјата е да го изберете Исус, да научите тај љубов и да се вратите во духовното царство на нашиот Татко Небесен. Но верен е Бог кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша и заедно со искушението ќе ви даде излез. Излез, радувајте се ако паднете во некој искушение, се вели во Јаков. Излез зашто вие треба да надвладеете, да победите во љубовта, да простувате, да љубите и да велите: простим, татко, не знаат што прават. Тоа е христијанство, тоа е Исусов следбеник. Значи, ќе ви даде излез, искушението ќе ви даде излез за да можете да издржите. Затоа, возлюбени мои, Исус дава сила да издржите. Не ви дава никој друг, ни луѓе, ни богородици, ни доктрини, ни поделени цркви. Одбегнувајте го служењето на идолите. Идолство е да служиш на цркви со други имија.
Idolstvo je, idolopoklonstvo je da služiš i da tvrdiš дека има православна црква, католичка и протестантска. Нема такви цркви, црквата е Исусова. Тоа е идолопоклонство на основачите на црквите. Ви зборувам како на разумни. Разсудете сами за она што ви го кажувам не јас, туку мојот Отец кој ме прати. Чашата на благословот со која благословувавме не ли е заедништво со крвта Христова? Тогаш зашто не сте заедно, зашто сте поделени, зашто не се соберете да се молите заедно, зашто се мразите, зашто се осудувате и пизмите? Лебот што го кршиме не ли е заедништво со телото Христово? Зашто тогаш сте поделени, раскарани? Бидејќи лебот е само еден, лебот е ова. Тоа и сето друго што му прилега на тоа. Лебот е само еден, едно тело сме многуте, а сепак, зашто сите сме причесници од еден леб, од Исусовиот леб. Јас сум лебот на животот, вели Исус. Тоа значи да го живееш тој живот, да го јадеш тој леб. Лебот на простувањето, лебот на неосудување, лебот да го носиш товарот на братот свој, лебот да се молиш за непријателите своји, лебот на простување и љубов, зашто мојот Бог е љубов. Гледајте го Израел, народ што има завет со Бог, македонци, народ што го повикува Бог. Според телото, оние што јадат од жртвите, од кои жртви, од сопствените идолопоклонства, сопствените доктрини, не се ли причесници на жртвеникот, сопствена доктрина и толкување, драматурско читање на Светото Писмо. Што да кажам дека идолските жртви се нешто? Тоа се идолски жртви. Цркви кои се идолопоклоници на сопствената доктрина, кои не може да се дружат со другите, ако е Исус главата, како може да се раскаравте? Значи Исус не ви е главата, вие сте раскарани, вие сте своји глави, автокефални. Вие имате човечка мудрост, штом сте се поделили, не можете да се разберете што пишува во Светото Писмо, а Светото Писмо не може да се разбере телесно. Штом меѓу вас има завис, кавга и неслога, се уште сте телесни, телесниот човек не го разбира Светото Писмо, за него тоа е безумство. Што да кажам? Дека идолските жртви, дека подареноста е нешто, дека доктрината на црквата е нешто, а Исус е поважен или вие сте поважни? Па зашто не го љубиш братот свој, зашто не се соберете заедно да се молите, зашто едниот не попушти и му ги измие нозете на другиот? Она што го принесуваат незнабожците како жртва, го принесуваат на демони. Милост сакама, не жртви, не зборува за телесни жртви, за духовни. Начин на молење, начин на однесување, начин на осудување, обредни дејанија, крштевање, вакво онакво, причест ваква онаква, ослободување, простување, молитви вакви онакви, славење, песни. Не можете да пиете од Господовата чаша и од бесовската. Ако е Господовата чаша, тогаш сите ќе бидете во една црква. Зошто сте поделени? Кој ве подели? Исус не ве подели. Јас можам да додам ке сите и ве љубам сите. Да ги гледам духовите, духот на црквите. Духот на црквите во Азија, духот на црквите во Македонија, едната ваква, другата таква. Тоа е суштината. Дали пак ќе побудите завист кај Господ? Посилни сме од Него. Ние знаеме се. Се е допуштено, но се не е полезно. Значи човекот има право на избор, но се не се наградува. Никој нека не ја бара својата полза на својата црква, на својата доктрина, на својата заедница, туку ползата на другиот. Тоа е Исус Христос, лебот. Лебот. Не да јадете леп и вино да пиете. Крвта Исусова подразбира да умрете стариот човек, да го распнете телото. И да чекорите како Исус се што се продава на пазар. На кој пазар? Јадете без какво и да било испитување. Можете да правите се со молитва поради совеста, зашто Господова е земјата и се што е исполнува, се е создадено од Бог. Едното е од падната природа, е сатанско, материализиран дух, а другото е кој се соединува со Исус, еден дух е со него. Ако ве покани некој од безверните и вие посакате да одите, значи одиш во други заедници, јадете се што ќе ви изнесат, па да ќе го слушаш тоа, без никакво испитување поради совеста. Некој ви рече дека тоа е идолска жртва. Ние сме најдобрата црква, ние сме вака треба, тоа не треба.
Не ви зборува за јадење. Не јадете заради она што ви го рекол тоа и поради совеста, бидејќи знаете дека Исус е главата. Нема поделени цркви, нема доктрини во Исус. Единствена доктрина е љуби го својот близен. Тоа не е доктрина, туку е пат. Пат, тоа е вистина, чиста вистина е Исус и живот. Господова е земјата и она што ја исполнува. Се е од Бог. Се е од Бог. Но не зборувам за совеста твоја тука на друг. Зошто мојата слобода, Господ ми дал слободна волја да биде судена од туѓа совест? Интересно прашање. Кога се осудувате едни со други, зошто мојата слобода, која ми ја дал Бог, да биде судена од туѓа совест? Значи, мене Бог ке ме суди, апостол Павле вели, ако по јадењето, богослужбите, учествувам со благодарност, можам да ги слушам сите, но не ги прифаќам. Јас му припаѓам на Исус, не припаѓам на земна црква. Зашто да бидам хулен поради тоа за кое благодарам? И така, било да јадете или пиете, се мисли на телото Христово или нешто друго да правите, како ова што го правам јас, сето тоа правете го за славата Божја. Слава ти, Татко Небесен, те сакам Исусе Христе. Не станувајте соблазна ни за јудејците, ни за елините, ни за протестантите, ни за православните, ни за католиците, ни за другите. Ниту за црквата Божја. Црквата Божја. Не станувајте соблазна. Кого го соблазнувате, Бог или себе си? Црквата Божја која е, па таа е на Исус, црквата која ги љуби сите, во која Духот е присутен, во која се случуваат чуда, како што јас им угодувам на сите во се. Им угодувам на сите во се, зборува Исус, и не ја барам својата полза, туку ползата на мнозина. Ползата на мнозина, за да бидат спасени. Ползата на мнозина, за да бидат спасени. И од имаме интересно од еден Христов слуга, Готфред Мейерхофер. Интересно. Знаете, он што зборува, Синот човечки претрпе за вас, Исус. Тој зема се. Тоа се разбори во времето кога тој го трпеше тоа за развиток, за развој на учењето негово, учењето за љубовта, кое сега на земјата го презентира него. Исус. Значи, представување, ние сме представници негови на земјата. Учењето кое беше извалкано, исмејано, навредувано тогаш, но и сега. И потоа вика, закопано во вашите цркви, како во големи гробови. И тежок камен, слично како на гробницата на Исус, со празни обредни, религиски церемонии, тешкиот камен, тоа учење го затвара. Значи, Исус го затворија со камен, кога дојде Марија Магдалена, каменот беше тргнат. Ангел го тргнат. Значи, таму е поставено учењето на Исус во одредени деноминации, за таму, за секогаш да биде од полза на оние кои сакаат да извлечат полза за нивниот световен, а не од духовниот живот. Наспроти тоа, зраците на духовното сонце Исусово, љубовта, ќе го тргне каменот во вашето срце. Ќе ги избрка заспаните јоновци, Јона спие на дното во доктринарните цркви. Слава ти, Господ Исусе Христе. И заедно и ним ким го остави само чеврето со кое беше покриен Исус и неговото учење. И уште еднашка ќе оживее Исус. Преку вистината, патот и животот, ако го живеете, и ќе ве води до неговите совршенства на патот на светлината, синови на светлината. На тој начин,
Ако му предадете се нему, ако тој ви е главата, ако го љубите ближниот како што тој ве возлюби до крај, Исус ќе воскресне во срцата ваши. Во срцата ваши и ќе го фрли мртвото чевре покривка, како што Исус беше покриен и остана само покривката, во која е замотан Исус, односно неговото учење во обредни церемонии, религиозни обреди, обичаи, доктрини. Туку ќе дојде чиста вистина Исусова и вистинско живење на Исус. Живење на Исус. Разбудете се, браќа и сестри, отворете ги вашите духовни очи, уши, срцето, отворете го Исус да дојде на своето учење на благоста и љубовта. Тој на крстот ги љубеше не само своите, туку и своите непријатели. Тогаш Исус ќе воскресне во вас. Исус ќе воскресне во вас, во вашето срце, и тоа е суштината на она што му недостасува, на празните зборови, словото кое убива во денешнава религиски заедници. Татко мој, ти благодарам за твојата љубов што ја даде преку единородниот син Исус. Исусе, ти благодарам. Ти благодарам што ми даваш сила, што ме облече во твојата љубов, што ме облече со сила од озгора, што не си припаѓам себе си, туку тебе ти припаѓам. Мир вам, Македонијо. Имате само еден пат, тоа е Исус. Имате живот само во Исус и имате чиста вистина само во Исус, зашто тој ви вели: јас сум патот, вистината и животот. Исус ја победи смртта, ги зема вашите гревови и ве повикува да дојдете кај него. Тоа се однесува и на македонците, и на македонскиот народ, и на сите други. Мир вам до Божјо царство небесно. Бидете исцелени во дух, душа и тело, ако речете амин на Исуса Христа. Амин. Na kolena во молитва покајничка, прости ми, се откажав од гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси. Богороден во тебе сум, Татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Да простувам ме научи, сите да ги љубам како ти. Чеда Божји сите сме во љубовта, Татко мој небесен, и милост Божја ме облеја. Мирот свој ни го даруваш, со сиот разум, срце, душа,